Дишењето на земјата. Научниците снимаат нешто застрашувачко. Езерата, реките и водопадите исчезнуваат низ целата планета. Каде оди водата толку брзо? Езера. Второто по големина езеро во Боливија, кое се нарекува Пупо, едноставно пресуши и сателитските снимки покажуваат дека водата се уште била таму во април 2013 година, но до јануари 2016 година езерото целосно пресушило. Не само што ова стана трагедија за луѓето што живеат таму, туку и страшно предвидување за еднината на многу езера на глобално ниво. Уништувањето на езерото Акулео, кое било длабоко 6 метри, се случило толку ненадејно, како некој да извадил джиновски приклучок и да ја ослободил целата вода. За само 7 години езерото целосно исчезна. Во Калифорнија, вториот по големина резервоар во државата, езерото Оровил, исчезнува со катастрофална брзина. Како што може да видите, дури и пловка е на дното на отвореното езеро. За прв пат во историјата, она што некогаш беше најдлабокиот резервоар се спушти на рекордно ниско ниво. Во езерото Пешера, водата исчезнала заедно со рибите. Тесната дупка низ која очигледно се исцрпило езерото, со себе ја повлекло и целата водена фауна. Реки. Нивото на реката Парана, втората најдолга во Јужна Америка, по Амазон, моментално е на најниско ниво во последните 77 години. Водата во реката Атојак наеднаш исчезнува откако се отворила джиновската пукнатина низ која водата заминала. Големата река Инд во Пакистан денеска е речиси без вода. Големината на нејзините дела е намалена за повеќе од 5 пати. Неколку населби дож брегот беа напуштени и стотици луѓе мораа да заминат. Во 2013 година, од песен, порој, длабок, 3 метри, реката Слимс се претвори во нешто толку плитко што едва се наоѓаше над патиките на научниците во најдлабокиот дел од акумулацијата. Рио Гранде, важна река за жителите на САД, почна да исчезнува и покрај неговата импресивна големина нејзините брегови веќе се претворија во куп песок и камења. Многу реки во САД се во опасност од пресушување од мокниот Колорадо до Косканода. Еден од највеличествените водопади во светот, комплексот водопади Игуазу, кој е широк речиси 3 км во последно време, е намален 5 пати. Вториот најмоќен водопад во светот, Игуазу, водопадите Викторија беа на работно исчезнување во 2019 година. На високиот водопад во Еквадор, водопадот Сан Рафаел исчезна за секогаш во 2020 година. Наместо бумлив водопад сега имаме тенок, едва видлив поток кој тече по Карпите. На сите континенти забележавме дека водата заминува. Што значи тоа? Тоа е процес од планетарен размер. Вреди да се размисли како светскиот недостиг на вода ќе влие на животната средина и на сите нас. Според американските научници, нивото на водата во најголемите реки во светот значително се намалило во последните 50 години. Низ целиот свет илјадници реки Андири исчезнуваат во исто време и има силни врнежи. Например, во Кина и покрај честите поплави исчезнаа повеќе од 27.000 реки, што е околу 50% од реките во земјата. Како може да се објасни ова? Во Украина во последните 30 години исчезнаа повеќе од 10.000 реки, а бунарите пресушија. 1/4 од англиските реки и половина од нејзините мали потоци исто така се во опасност да исчезнат. Поради недостиг на вода, Индија се соочува со водена криза како никогаш досега.
се поставува природно прашање. Каде оди водата? Во моментов нашата планета влегува во циклус на планетарни катаклизми, кои се случуваат на секој 12.000 години. За време на циклусот, галактичката интеракција влие на јадрото на планетата, предизвикувајќи јадрото да стане неурамнотежено и да почне да скока. Поради ова планетата ја забрздува својата ротација и почнува да се шири по својот екватор. Се формираат микропукнатини, а водата од резервоарите се спушта во поголемите длабочини. Со овој внес на вода од страна на планетата може да се спореди со вдишување. Во моментов планетата вдишува, дали тоа значи дека во одреден момент ќе издиши? Па кога и како ќе издиши нашата планета? Како резултат на забрзувањето на планетата, нејзината центрофугална сила се менува и магмата почнува да се издигнува на површината на земјината кора, да ги загрева подземните води. Веќе денес сме сведоци на брзо топење на глечерите до дното нагоре. Од дното нагоре загревањето на длабоките слоеви на светските океани, топењето на вечниот мраз, се во случај кога луѓето гледаат водата во бунарите како врие. Само во подробата на Западен Сибир, по длабочината на 1,5 километар, има цело море со топла вода од големина трилиони кубни метри, а таквите подземни мориња кои ликотат изобриваат не само под Сибир, туку и во многу други райони ги има. Има доволно вода за да предизвика нова библиска поплава. Значи кога магмата ќе ги достигне овие огромни резерви на вода, оваа вода ќе почне масовно да испарува. Само замислите количество вода што ќе излезе од земјата додека планетата издишува. Ова ќе резултира со непрестајни врнежи кои ќе предизвикат катастрофални поплави. Очекуваме водата да се крене за мили, па ќе останат само врвовите на планините. Фактот дека планетата дише се споменува уште од памтивек. Ова веќе се случило во историјата на човештвото. Пример за тоа е големиот потоп, кој се споменува во многу митови за народите во светот. Спомнавме дека земјата дише и абсорбира водата, и со стеснувањето ја отврла. И ова се случува веднаш. Може да се случи преку ноќ. Нашата цивилизација е соочена со најстрашниот непријател, оној кој е безмилосен во својата манифестација, тој веќе не совладува, а ние поради нашата одвоеност и консумеристички формат не возвраќаме. Ако сакаме да го зачуваме животот на планетата, треба да действуваме како обиднет фрод. Ова е единствениот начин да ни се гарантира сигурна иднина. За да го направиме ова, од витално значење е да се обединиме и да го промениме форматот на општество во кој живееме во креативен. Во овој формат ние брзо ќе развиеме технологија која ќе ни обезбеди способност да ги зачуваме нашите животи. Додека земјата издишува токму сега, вие одлучувате што ќе се случи понатаму и кој сценарио ќе го следиме.